Книга за џунглата. На ридовите на Сионе беше 7 часот. Шир Кан, сакатиот тигар, се враќаше во својата пештера по ловот. Волкот се разбуди од повеќедневниот одмор, а волчицата лежеше со своите 4 младенчиња. Нешто се качува по ридот, рече волчицата. Волкот извика: човек, тоа е човечко бебе, погледни. Никогаш не сум видела такво нешто. Донеси го тука, одговори волчицата. И така, бебето стана член на волчиото семејство. Но, кога Шир Кан дозна за тоа, го побара бебето. Волчицата не сакаше да му го даде. Бебето беше наречено Могли. Неговите најдобри пријатели беа кафената мечка Балу и црниот пантер Багира. Еден ден, Балу го предупреди Могли дека Шир Кан сака да го изеде, а Могли одговори: јас не се плашам од него, имам цела волшја глутница со себе. Така, еден ден, додека Могли, Балу и Багира си разговараа, ги нападна група мајмуни. Дивите мајмуни го фатија Могли. Тој врескаше: помогни ми, Балу, помогни ми, Багира. Мајмуните го однесоа Могли во нивниот град, градот на мајмуните. По некое време пристигнаа неговите пријатели. Дојдоа да го спасат. Со нив беше и Каа, питонот од кој се плашеа мајмуните. Настана страшна битка помеѓу мајмуните и пријателите на Могли. Кога мајмуните го здогледаа Каа, се разбегаа врескајки: тоа е Каа, бегајте сите! Могли се врати дома, но и тој и неговите родители беа загрижени. Како што растеше Могли, така се зголемуваше бројот на непријатели во шумата. Затоа волците настојуваа Могли да се врати во селото и да го научи животот на луѓето. По неколку дена Могли замина во селото. Кратко талкаше, а потоа дзирна во една од колибите. Таму виде една девојка која плете кошница. Девојката беше зачудена од облегата на Могли, а и Могли се зачуди кога ја виде девојката. Додека Могли талкаше низ селото, луѓето почнаа да го забележуваат и зачудени почнаа да се собираат околу него. Могли беше многу гладен и со знаци им покажуваше на луѓето дека сака да јаде. Селаните зачудени отрчаа да го побараат свештеникот. Свештеникот пристигна заедно со 100 луѓе кои викаа и покажуваа кон Могли. Овие луѓе не знаат да се однесуваат, си помислуваше Могли. Одеднаш една жена истапи и одблиску погледна во очите на Могли. Тоа беше Месуа, жената на еден богат селанец која одамна го имаше изгубено својот син. Месуа веруваше дека Могли е нејзиниот изгубен син и го зеде со себе дома. Времето течеше, а Могли полека го учеше животот на луѓето. Еден ден, додека спиеше на тревата, еден од неговите браќа волци дојде да го посети. Тие си разговараа за селскиот живот на Могли, за шумата и за неговите стари пријатели. Могли го прашуваше како се неговите мајка и татко и дали тие се сеќаваат на него. По средбата со неговиот брат Волк, Могли размислуваше дали да остане во селото или да се врати во шумата. Тогаш се сети на зборовите на Багира: ти си човечко младенче и мораш да растеш меѓу луѓето. Така Могли одлучи да остане во селото и да биде човек.